Почитувам председателя на државата господин Стево Пендаровски, уважени амбасадорки и амбасадори, почитувани генерали, сегашни, поранешни, команданти, офицери, драги пријатели и соработници на Министерството за одбрана и армијата, почитувани медиуми. Она што денес го видовме, на кое што бевме сведоци, не беше пркос на мок и демонстрација на воена сила, туку демонстрација на нашето единство, обединетост, на нашето сојузништво. Војниците од армиите на Северна Македонија, Соединетите Американски држави, Обединетото кралство, Франција, Италија, Шпанија, Црна Гора, Албанија и Грција покажаа што значи колективна подготвеност и совршена интероперабилност. Всушност ја пратија најважната порака. Кога сте НАТО, не сте сами. Вежбата Swift Response 22 го даде одговорот на сите лажни вести и хибридни действија кои имаа за цел нашата армија да ја прикажат како слаба, необучена и неопремена. Ова денес и оно што се случуваше во текот на изведувањето на вежбата е најдобриот демант и реален приказ за способноста на припадниците на армијата на Република Северна Македонија. Сите учесници во оваа активност ги покажаа своите капацитети за одлично планирање, добар тренинг и заедничко и координирано действување. Покажаа дека совршено се разбираат, се надополнуваат и дека заедно се посилни. Уште една исклучително важна порака беше пратена денес. Во НАТО нема мали и големи, нема прв и последен, нема надпревар за елиминација, туку подадена рака и сојузничка поддршка. Ова што се случува на Криволак овие денови, уште повеќе ја зацврсти мојата заложба Криволак да биде висок приоритет во мојот министерски мандат и заедно со Генералштабот забрзано и плански да работиме на негово развивање. Тренинг центарот Криволак да продолжиме да го развиваме согласно потребите за обука и тренинг на припадниците на нашата армија, но се разбира, тој ќе понуди и специфични сегменти за тренинг и обука кои ги користат и нашите сојузници и стратешки партнери. Ова го гледам како уште една неверојатна можност за сите наши сојузнички земји и армии да ги зајакнат капацитетите за заедничка работа, за уште подобро меѓусебно запознавање и создавање меѓусебна доверба која не остава простор за никаков сомнеж. Така ја одржуваме нашата алијанса силна. Така продолжуваме да бидеме стол што ги одржува нашите демократии безбедни и во мир. Сосема на крај, дозволете да се заблагодарам на планирачкиот тим на оваа вежба за изводената работа. Би сакала да упратам и огромна благодарност до замени командантот на армијата на Соединетите Американски држави за Европа и Африка, генерал мајор Питер Ендрузија, што денес е со нас. Генерале, ви благодарам за сите ваши напори и за напорите на армијата на САД во организирањето на оваа вежба. Се заблагодарувам и на командантот на 16-та бригада за водуспешен напад на армијата на Обединетото кралство, генерал Николас Каули, за неговата посветеност и посветеноста на неговите војници на оваа вежба, како и на нашите сојузници Франција, Италија, Шпанија, Албанија, Црна Гора и Грција и нивните високи представници кои се присутни овде. Се заблагодарувам за вашиот придонес кон овој извонреден приказ на единство и сојужниство. Се заблагодарувам и на бригадниот генерал Стивен Ламберт од Националната гарда на Вермонт, кој е наш сигурен партнер повеќе од 25 години. Научивме многу едни од други и со нетрпение ги очекувам нашите следни соработки. На крај, почитувана амбасадорке Брнс, почитувана амбасадорке Галови, ви благодарам за подадената рака. Почитувани, почестена сум и благодарна што со вашето денешно присуство овде уште еднаш ја покажавме вистинската сила на алијансата, а тоа е сојузништвото. Ви благодарам.